Дали знаете дека доктор Елена Етингер Каваева, родена Чехтостонова, била една од основоположничките на македонската здравствена заштита на Охридско-Струшкиот крај. Елена била активен учесник во Октомвриската социјалистичка револуција во Русија, личен пријател на Ленин и помагач на Народно-ослободителната војна во Македонија. Каваева е основоположник на педиатријата во Македонија, а во 1947 година станува шеф на првиот детски диспанзер во Охрид. Во 1968 година е одликувана со Советски орден за воени заслуги. Заедно со својот сопруг, доктор Владимир Каваев, влезе во енциклопедијата на медицинските науки. Умрела во Охрид на 2 февруари 1983 година. Дали знаете дека Моша Пијаде во Охрид пристигнал во 1913 година? Пред тоа работел во Белград. Како дописник на Московска правда, напишал текст против тогашната власт, пошто бил избркан од работа. Сакал да замине во Париз да специализира сликарство, но власта показна го испратила во Охрид. Во гимназијата предавал цртање и убаво пишување, а подоцна и француски. Во Охрид останал до крајот на 1915 година. Бранислав Нушик, комедиограф, сатиричар и критичар, рано го заинтересирале негативните страни во општеството и поради тоа бил изведен пред суд и осуден 1 година затвор во Пожаревац. А веднаш по издржувањето на казната бил испратен во дипломатска служба од оние што го фрлиле во затвор. Поставен е за писар во конзулатот, а потоа и за конзул во Битола, каде се оженил во 1893 година. Учествува во формирањето на Народното позориште во Битола. Во 1913 го основа и театарот во Скопје, каде живее до 1915 година.